Добро вечер. Прва тест. 1-2. Добро вечер на сите случајни минувачи. Вечер да сакаме Словото Божие од Господ Исус Христос да го поделиме со вас. А тоа е радосната вест дека Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, умре за нашите гревови на крстот Голгота. Исус Христос е патот, вистината и животот. И секој кој верува во Него нема да умре, туку има вечен живот. Пријатели, народи, македонци, човештвото има еден голем проблем, а тоа е смртта. Секој ден сотници, па може и милионици луѓе во Македонија умират. Денеса во Грче Петров, во Скопје, само службата која е за тоа ангажирана знае колку лица починале и ги нема поеќе. Ги нема поеќе меѓу живите. Сите сакаме живот. Болниците се преполни со болни луѓе, со луѓе кои се борат со смртта да си го продолжат животот еден месец, година, дена, 2 години. 2 години. Пријатели, животот не е лесен, ама е драг, мил, затоа што Господ не создаде и со таа намера да живееме вечно, да не бидеме болни, да не умираме. Меѓутоа, појавата на гревот, вирусот на гревот, не подложи на смртта, бидејќи во 1 Јованово послание, 3 глава, 4 стих, пишува: секој што прави грев, го прекршува законот Божи, т.е. 10 Божи заповеди, и Римјаните 6:23, секој што греши, секој што го прекршува законот Божи, казната е смрт. Ама продолжува: но животот вечен е во нашиот Господ Исус Христос. Кој од нас може да се го продолжи животот за еден ден? Кој од нас може да каже: јас нема да умрам никош? Еве вечерва сме тука, а утре не се знае каде ќе бидеме, така ли? Зажал, драги мои, поголемиот број на човештвото не го интересира вечниот живот, иако е бесплатен, преку милоста Божја даруван. Луѓето повеќе се заинтересирани за материализам, за пари, трчаме пари, на крај што не чека? Гроб. Гроб не чека, драги мои. Но радосната вест е дека Исус Христос ни дава шанса, ни дава можност за вечен живот. А тој вечен живот е во Него, во нашиот Спасител, Исус Христос, алелуја. Драги пријатели, народе македонци, Македонија е прва во Европа која го прими Евангелието Божие, радосната вест. Македонија е прва која го прими Евангелието и отика се прошири низ цела Европа. Апостол Павле бил во Филипи, во Солун, и оттаму се проширило по цела Европа. Македонците беа први кои го прифатиле Господ Исус Христос за Господ и Бог. И еве вечерва, прв пат во Грче Петров, на овој начин сведочиме и проповедаме за Словото Божие, за Исус Христос, за Библијата, за Светото Писмо. Пријатели, Господ Исус не гледа кој е што, дали си богат, сиромах, нација, раса. Господ гледа на нашето срце. Срцето дали му е предадено на Бог, дали го прифаќа Бог, дали го приема Господ, дали сака да биде со Него во вечниот живот. Јас верувам сега некој да дојде тука да лечи, стотици луѓе ќе дојдат да барат спас, да се излечат од некоја тешка или излечива болест. А вечера ние ви го проповедаме вечниот живот во Исус Христос, драги мои. Исус е вечниот живот и не треба никакви пари, не треба никаков труд, не треба никаква сила, не треба ништо да вложувате, само да верувате дека Исус е Господ и дека е вечен живот.
и да почнете да го проучувате Светото Писмо, да почнете да ја читате Библијата. Не ве покануваме да менувате религија, деноминација, верска припадност, туку да се покајаме и обратиме кон Господ со тоа што ќе го проучуваме Светото Писмо, Библијата. Лично за нас, не некој друг да ни кажува што е како е, не некој друг да ни советува ова е така. Денеска Светото Писмо е достапно за сите. Мене кога Господ ме повикал да бидам христијанин 1988 година, јас во тогашна Југославија морав да го купам Светото Писмо, кој морав да го платам скоро година дена. Во денешна вредност најмалку 30 евра кошташе, чинеше. А сега имаме бесплатни Свети Писма, Библија. Имаме Библија на YouTube, на интернет, на секој може начин, па дури како тоа да не е малку, имаме и аудии Библии на македонски јазик, можеме да слушаме и да се приближиме кон нашиот Господ Исус Христос. Вечера Бог не поканува да се покајаме и обратно. Зошто? Затоа што долго сме далеко од Господ, долго сме без Бог, долго време сме без да имаме знаење за Него. А зошто? Затоа што не го читаме Светото Писмо, Библијата. Кој има дома кај се Библија, Свето Писмо? Зошто да фаќа прашање, зошто да читате, зошто да не проучате, зошто да се запознаете со вистината, патот и животот кој е Исус Христос, драги мои? Ние вечера ви го проповедаме Христа распнатиот, да го прифатите во вашиот живот, да го послушате Светиот Дух кој Бог го излива на секој еден од нас. Нема човек на кого Светиот Дух не се излива. Светиот Дух на сите нас ни зборува преку нашата совест, во нашите мисли, помисли. Драги мои, проблемот е, значи, како што реков на почетокот, вирусот на гревот. И тој вирус на гревот ќе направи крај на овој свет, на оваа планета. Ќе направи крај на злите луѓе, на луѓето кои се себешни, егоисти, материалисти, луѓето кои не ги интересира Бог, кои не ги интересира вечните интереси. А зошто? Толку ли е мил овој свет, толку ли е мил материализмот, драги мои, да не се интересираме за вечноста, да не се интересираме за вечниот живот кој ни се нуди бадијава, бесплатно, џабе што викат. Единствено што треба да направиме е да поверуваме во нашиот Господ и да го прифатиме во нашите срца, во нашиот живот, да го имаме пред нас, да се молиме, да коленичиме пред Бога во молитва, да го бараме, да го славиме, да го фалиме, да одиме по црквите, да му служиме, а не дома да се седиме и само за празници да се сетиме дека Христос умре и воскресна за нас. Вирусот на гревот е, значи, тоа зло која ќе уништи милиарди луѓе на крајот на светот, прилика кога Исус ќе дојде по втор пат на оваа земја. Првиот пат дошол како човек, како бебе, го растина, умре за нашите гревови, а вториот пат сега наскоро, не знам дали е 2 години, дали е 10, не знам, али верувам дека ние сме генерација која живи, ќе го дочекаме доаѓањето на Исус Христос. И се што треба да направиме да го прифатиме во нашиот живот и да веруваме, да читаме Свето Писмо. Ова го повторам по 2-3 пати за да запамтиме, драги мои, затоа што ние сме подложни на заборавање. Исус Христос доаѓа наскоро. Исус Христос наскоро ќе направи крај на злото и ќе отидеме во вечниот живот. Може би тоа некому бајка, може би е фантазија. Ама, драги мои, земете на интернет, сега на интернет имаме се. Достапно ни е се. Секоја информација може да најдеме. Проучајте за Вселената, проучајте за науката, проучајте за како стана животот, како воопшто ние сме постанале и ќе пронајдете докази од науката дека има создател, дека постои Бог, дека постои некој многу интелигентно и моќно, семокно суштество кое се го направи ова. Например, ако јас сега ви кажам авионот станал само себе, настанал, се создадол, вие ќе викате овој е глуп, туп или будала. Значи, нели авионот е нешто совршено, што лета, нешто што е навистина многу убаво. И се јас да кажам авионот само себе станал, никој не го производи, никаква фабрика, никаков креатор. Исто за нас, за човекот, за човештвото. И ова планета. Ова планета е толку убава, толку величествено направена,
За жал ние ја унаказавме доста човештвото и затоа ве повикувам вечера сите кои може да слушате до кого допира гласот мој вечерва. Ова се зборови на Исус Христос. Дојдете кај мене сите и јас ќе ве примам и ќе ви дадам вечен живот. Исус не повиква да бидеме негови, да бидеме негов народ. Бог да не благослови, ќе продолжиме со една песна. Добро вечер на сите. Ете, може би ќе се прашувате зошто ние така по градовите проповедаме Евангелието. Евангелието се проповеда во Македонија, се проповеда во Србија, во Косово, во Албанија, се со цел да го проповедаме дека доаѓа крајот на ова планета Земја. И веќе Исус доаѓа. Ние ги слушаме неговите чекори, а тоа се поплавите, земјотресите, ураганите и разните чуда од природата, што ни велат дека Исус доаѓа. Тоа се неговите чекори кои вели да се припремиме, оти тој доаѓа. И затоа вечерва и тука, ете, Бог не испратил, и тука Бог има своји синови и ќерки, пред него да дојде тој страшниот и последниот ден
да ги повика своите деца да излезат од овој грех што многумина ги мачи. Овој грех, неволи, проблеми, солзи, болки, значи да ги повикаме да дојдат во и да им кажуваме радосната вест дека Исус доаѓа. Нема да има многу болки, неволи, солзи, нема да има многу од Исус доаѓа. И 24 глава од Матеј вели и ова Евангелие ќе се проповеда по целиот свет, па и тука, и тогаш ќе дојде крајот. Ова е апел, значи, луѓето да не бидат и верни, и неверни, и непослушни, и послушни, него денеска е времето да се одлучат и да го слушат Бога и да се одвратат од своите патишта, од своите лоши патишта. И вика, и љубовта ќе се олади. Во Евангелието според Матеј, 24 глава, 13 стих. Колку ли сега љубовта е оладена? Оладена е, више брат со брат не зборува. Ќерка со мајка е лошо, односите се лоши и многу ладни. Сестра, брат, исто така. И да не речам више вујковци, тетки, стрикови, више тоа далечно више стана родбина, нити се мисли више за нив. И луѓето само трчат за пари и ако има некој интерес со некој другар или другарки или брат или сестра, тек тогаш ќе имат некако разговори, тоа односи, усари, многу плитки и не се реални, не се од љубов, од и љубовта е оладена. Пред колку години се ценеше, фамилијата се ценеше и родбината се ценеше, а денеска више нема ни одење, ни доаѓање, па нема ни здраво, ни живот. Па до кога овој Бог што го создаде небото и земјата ќе не трпи со таков карактер? До кога ќе не трпи со зло да живееме? Драги мои, не во црквата да одиме, да палиме цвеќе, да ги бакнуваме сликите и традиционално да го славиме Бога од време на време и тоа е христијанство. Дали е тоа христијанство? Многу денеска христијани ќе го изгубат својот вечен живот и нема да има за нив спас, оти го отфрлиле Христос своето срце. И многу овие кои веруваат во Бога, немаат Исуса во срца и нив ќе биде осудени за вечна пропаст. Затоа вечерва, ако го слушате гласот Божи, вечерва обратете се и постанете нов човек. Слушате да не е повторам колку во болниците нема место за паркинг, во сите болници скоро, колку се преполни и колку апотеки имаме во секој ќоше, а болеста е се поголема и поголема. Ништо више не помага. Не е како порано, здравјето напуштува, луѓето ги напуштува. Тоа е знак дека Исус доаѓа. Дали ние му веруваме на Исуса дека Исус скоро доаѓа? Многумина се прелажуваат себе си дека на таков начин на живење ќе го добиват Исуса Христа и вечниот живот. Не е така. Псалам 73 вели вака. Тој псалам го напишал Асаф и тој бил делегент и водел хор во Израел и тоа голем хор. И тој се налутил еднашка
за Бога. И рекол, Боже, не одам више да служам во службата Твоја како дилигент, оти се налютив на Тебе. И Библијата вели, се додека не најде простор да зборува со Бога, сега дали во визија или во сон, не знам, али ете зборувал со Бога и вели Бог застава. Сине мој, зошто не доаѓаш во службата и зошто не си во црквата? И зошто не си верен во службата која ти е поделена? А тој вели, Господе, јас се налютив, многу се налютив. Оти видам овие неправедници кои ги кршат Твоите заповеди и како имаат све во животот. Имаат и коли, имаат и слуги, имаат куќи големи и ниви, ма све имаат. А додека Твоите деца, овие кои те слават и хвалат, а тие немаат толку многу во животот колку овие. Да, Твоите слуги што се верни, имаат за јадење, за пиење, има што да облечат, али нема такви големи куќи. Немаат слуги како овие неправедници. И немаат коли големи, па немаат друштва големи. Едноставно, све е тоа за народот овој кој е безбожен. А Ти, Господе, се им даде за нив, а за Твоите деца им даваш она што само да остануваат во животот. А Господ го гледа сега Асаф и му рече, сине мој, ајде да ти го покажам крајот на неправедниците и крајот на праведниците и на безбожниците. И вика, јас сум татко, Бог татко, и јас ги сакам. Ако тие грешат, тие се моите синови и керки. И ако се зли во душата, јас ги создадов, тие се мои. И тие немаат друг живот, него тие го продадоа својот живот за ова мизерно време, за ова невредно време, 70, 80, 50, 60, сега како веќе ненадени смртови доаѓаат, више не стигнуваат ни до 70, ни до 80 години. Страшно време живееме. И вели, јас ги сакам нив и ги жалам. И им давам све во животот. Нека имаат и нека се задоволат со тоа и оти немаат друго живот. Тие го продадоа својот вечен живот за 50, 60, 70 или 80 години. А вас, кои ме любите и ги држите моите заповеди, за вас јас спремав вечен град, каде што нема солзи, каде што нема смрт, Откривење 21 глава, каде што нема неволи, каде што нема краци, болници, затвори, таму ќе живеете вечно со мене. Па, како е овој живот ние што го живееме и му даваме толку многу вредност, а на крај умираме. И умираме и го чекаме Исуса да дојде и оние кои се праведни ќе воскрснат со Него, а оние кои направиле грев и уживале во гревот ќе останат и вечно во ова земја ќе гори. Ќе гори како пекол, ќе гори во оган, како огнено езеро, вели Библијата. И денеска ние дојдовме да ве повикаме како да го избегнеме езерото огнено, оти Исус скоро доаѓа. Затоа ете апел до сите вас и нас, да го држиме законот Божи, да живееме по законот Божи и да се вратиме во темелите стари, да ги поштуваме родителите. Оти више родителите ни стана терет и одма
Кој ги сака више старите? Одма ги тераме таму у дом и нека се грижат тие у дом, а ние ќе живееме. Дали така беше порано? Не беше така порано. Али денеска некој модерно време што младите ги сметат овие старите. Па немаат љубавни, почитни поштовање према старите. Не се знае денеска ни татко, ни татковото место, ни авторитетот на татко, на мајката. Нема више авторитет татко и мајка во ова време. И нема више страх од Господа. И нема више брат, сестра. И нема мајка, татко, фамилија, она што е најсвета. Па чак нема више во браковите поштење. И браковите многу денеска се кршени браковите. Жената ја гледа својата страна, мажот ја гледа својата страна, децата кои се невини и тие патат не по своја вина, него патат затоа што нивните родители грешиле. Дали е тоа праведност од Господа? Видите до каде стигнавме. Нема више правда на земјата. Само да видите колку убиства веќе е направено и колку порасте бројот на убиства, на кражбите, такви кражби како на филмовите што гледаме. Па колку порасна гревот во односите на луѓето, како стрпење да нема, одма да се кара, да се тепат, одма да го решат некој ситен проблем со боксови, тупаници и со клоци. А дали така Господ не научи? Каде е човештвото? Каде е трпението? Го нема. Оти луѓето го избркале. Ја избркале и љубовта, и поштованјето. Нема више поштовање како порано. Сега владее само живост. Сега владее само постоењето, само самосталното. Јас и само јас. А за други нема нека си мислат другите за себе. Па дали Бог од први така велеше? Дали законот Божи така велеше? И по Тимоти, 2 Тимотиева 3 глава вели вака: ќе настанат многу тешки денови. Еве деновите кои што ги живееме денеска се тешко. Луѓето ќе постануваат самолюбци, фалници, неиздржливи, не благодарни за родителите, и немаат вика природна љубов, него вештачка љубов. И во изглед ќе се гледа во изглед како да е овој праведен кој проповеда и кој не знам во црква е, а уствари вика тие се само дволични, го немаат Исуса во срце. Сите зборуваат за Исуса, али Исус го нема во нивните срца. Денеска, ете, гласот Божи допира до вас, да се обратиме, оти Исус доаѓа, да бидеме вистински христијани, кои ќе го сакаат, почитуваат Христа и ќе го почитуваат и законот Него. Не е спасението во тоа да бакнуваме некои слики, да бакнуваме некои одела од некои попови или свекиња да палиме. Спасението во Исуса Христа, да одиме така во Исуса Христа. Ете, јас тука ќе застанувам, а понатаму ќе не води старешината Исмет во речта Божја. See
Да? Добро вечер и од мене, со граѓани мои, народе Македонци. Тука сме вечерва со вас за да го споделиме Евангелието Божие. Од Исус рече на своите ученици, така стои запишено во Светот Писмо: одите по целиот свет и проповедајте го Евангелието, што значи радосната вест на секое создание. И кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Се сетиме во деновите, читајќи во Светото Писмо страниците на самата Библија, се сетиме на еден старозаветен човек кој живеел во име Ное, кој живеел праведно во своје време. Им проповедал на луѓето 120 години во Библијата. Дали е тоа можно луѓето да слушаат, да имат уши да слушаат, а уствари да не го прифатат оне што Бог им го кажувал преку својот слуга Ное во тоа време? Денеска сме затоа овде во вечер во населба Јоче Петров, така да се проповеда Евангелието. Кога станува збор за Божјата реч, за Евангелието, за проповедањето на радосната вест, Бог е тука. Тој е тој најголем авторитет, создателот на небото и земјата, кој го испрати својот син на ова земја за да се спаси светот преку него. Евангелиос, радосна вест, Бог праќа и на својот народ овде во Македонија. Бог не испраќал ова вечер за да го споделиме со вас ова вечер Исуса Христа, Спасителот, Господ, животодавниот леп, животодавниот дух, кој живее во срцето на самите луѓе. Христос, кој бил спремен да го остави небото, да дојде во ова земја, да се соедини со нас, да биде дел од нас човек, кој бил и живеел во сите времиња. Човек кој бил спремен да изврши волјата Божја и остави голема трага во својот живот за сите нас како пример. Човек по име Исус, Господ, кој е дојден испратен од небото, бил првпат роден како дете, а потоа живеел, станувал како дечко и станувал како маж, и кој бил спремен да ја врши волјата Божја. И во тоа време се проповедало Евангелието Божие, а и тогаш, после него, продолжија неговите ученици, апостоли, почнувајќи од Петар па сите. И така таа најголема вест, драги мои, кој Исус ја проповеда преку нас вечерва, кажува: покајте се, бидејќи се приближи Царството Божие, оставете ги вашите лоши патишта. Дојдете кај Господа дека трае времето на милоста, кажува Светото Писмо. Дојдете кај Бога такви какви што се. Бог е тој што прави промена во животот на секој од нас. Така да Божјата љубов, Божјата намера, Бог како Создател е неговата намера вечерва да ни каже колку не љуби и колку не сака. Па дури нас, како македонци, во ова наша држава. Бог е тој кој дал големо ветување на својот народ, дека еден ден ќе заврши ова свет, ова зло, злословство, ова злоба и се што живее на овој свет, она што Бог го воспоставил како самиот почеток да биде добро, кој злото и сета зло го расипа на ова земја. И тогаш Бог рече на Ное во тоа време, својот луѓе: крај дојде на секое тело пред мене. Бидејќи земјата беше покварена, луѓето станале другачија личност. Зашо после падот во грех од Адам и Ева, дека луѓе постанавме другачија личност, грешни существа, кој на самиот почеток Божјата намера не биде така. Бог го создаде човекот да живее вечно, создал денеска гревот, како последица на сето тоа, или страдање, или мати, или болести,
и на крај смрт. А Бог изпрати својот Син, за да не откупи од нашите гревови и злодела, за да не спреми за Царство Божие и за вечен живот. Затоа радосната вест нека живее во срцата наши и во душите наши. Бог е тој кој сака, Бог е тој кој е создател, Бог е тој кој направи план за спасение и вечен живот. Затоа што е запишано во Светото писмо, кој казва Бог, го испрати својот Син, а нашиот Спасител Исус во оваа земја, за да се спаси луѓето преку него. Исус, најдобрата личност, Исус кој бил спремен да го подари својот живот со цел и со добра намера, за да не спаси, да не подари Бог вечен живот преку него. Драги мои, луѓе, народ Божи, вечер во Бог не покана и не кани секогаш преку својата милост, преку својата љубов, да бидеме спремни да прифатиме Божјата воља. А тоа е Евангелието, радосната вест, кој Бог од секогаш бил спремен да направи се добро и убаво за своите суседства, своите суседства, кој од секогаш како родител, како создател, кој мисли на своите деца. Така Бог бара да бидеме негови деца. Да не дозволиме злото да преовладува во нашите срце. Да не дозволиме сите лоши работи да не преокупуваат. Бог, Божјата намера, вечерно е поканува да бидеме такви, да ги подариме нашите животи и нашите срца во раците на својот Бог. Бог создателот кој го создаде небото и земјата. Бог е оној кој сака и твојот и мојот живот да биде во радост. Во радост за вечниот живот. Во радост за да бидеме секогаш со Бога. Во радост во рајот, каде со секогаш има живот. Никогаш своите нема да има сожител. Никогаш своите нема да има смрт. Никогаш своите нема да има мати. Никогаш своите нема да има страдење. Затоа што Библијата пишува во Откровение дека поранешното или првото помине. Затоа Бог е милост, но неговата милост ќе дојде до крај. Затоа додека тоа е времето на милост, кој Бог ни го подари животот, да го живееме во согласност со Божјата воља. Секогаш да не се личиме, да не ги тргнеме нашите правила од Божите заповеди. Божиот закон кој е карактерот на нашиот небесен татко. Затоа Исус дошол на оваа земја испратен од Бог, кој го создаде небото и земјата, за да ни подари вечен живот, за да ни каже како треба да живееме, за да вршиме волјата на небесниот татко. Затоа, драги мои, македонци мои, сограѓани мои, вечерва е Евангелиот, радосна вест, кој Бог повикува својот народ на покаяние, за да си подари своите срца, животи. Без Бога, луѓе, народи мои, сограѓани мои, без Бога, без Божјото присуство во нашиот живот, ќе биде само пепел. Живот без мисис, живот кој само може тоа да трае доста кратко, а еден ден ќе помине се. А кога Исус ќе дојде, Синот на живиот Бог, кога вратите ќе се отворат од небото, кога Исус ќе дојде со многу ангели, тогаш ќе биде крај на сите злословци, тогаш ќе биде крај на сите зли дела. Дори тогаш Бог ќе го воспостави својото царство. Дори тогаш Бог ќе имаме таа голема привилегија и предност да го видиме лице и лице, како што кажува Светото писмо. Затоа да бидеме такви, кажува Светото писмо, кога ќе го слушаме Божјиот глас, нашите срца нека не бидат камени, туку да бидат спремни да го слушат Словото Божие, да прифатиме порадата Божја, да го слушаме гласот Божи и да вршиме волјата Божја. Како што Ноe влегол
во арка Божја, во корпусот Божј и бил спасен со својата породица, својата фамилија. Како Бог бара сите ние, цело дека трае времето на милост, да го слушаме гласот Божји и да бидеме спасени преку Христа Исуса, неговиот сакан син, а нашиот мил и добар спасител Исус Христос. Јас тука ќе застанувам, али и прифатиме молитва на Бога на самиот крај. Hvala na вечна Бог, драги сограѓани, драги македонци. Ова е се за вечерва, кратки пораки. Ви поделивме литература која може да ве запозна со нашиот всемоќен Бог. И што е најважно, повторно кажувам, да се покаеме и обратиме, бидејќи само Бог е решение за овој свет, драги мои. Бог е решение за сите наши проблеми. Кој семејство нема некаков проблем, некаква макла, некакво страдење, нешто што не убаво, нешто што не чини, некоја болест. Сите сме загрозени. Сите сме подложни на страдење и маки. Затоа Бог е решението. Не значи дека нема да имаме проблеми. Ама во Библијата Господ вели, праведникот има многу неволи, но Господ го спасува, го избавува од сите ни. Старешината ќе се моли за сите нас вечера кои не слушате. Повели, брате. Добар наш Татко Небесен, Ти благодариме за Твојата милост, Твојата љубов, да ни ја покажаш преку Твојот сакан син, нашиот Спасител Исус Христос. Фала Ти, Татко наш Небесен, кој си жив Бог, кој го создаде небото и земјата. И вечерва кој ни испрати во ова место, да ја презентираме Твојата преголема милост и љубов. Господе, Те молиме да ги благословиш луѓето, да ги чуваш, Господе, од сите зло, што патиш. Чувај ги, Господе, од рацете на Твојот непријател. Затоа Те молиме, Господе, додека трае времето на милост. Господе, земи ги луѓето во Твоите раце. Благослови ги, води ги, чувај ги. Чувај ги, Господе, постарите луѓе. Благослови ги, Господе, децата. Води ги, Господе, Твојот народ. Се додека трае времето на милост. Погледни, Господе, со милост, со љубов. И сети се, Господе, дека Ти го подари својот син, нашиот Спасител, во крстот Голготски, за да бидат спасени луѓето. Со Те молиме, Господе, прифати ја нашата молитва, Господи, биди нам, сите нас милости. Господе, Те молим уште еднаш, дојди живеј во нашите срца. И благослови не, Господе, сети се за вечниот живот и за спасението. Фала Ти, Господи, уште еднаш, ќе почнеш ова молитва
Те помолихме во името на нашиот Спасител Исус Христос. Амин. Кој сака утре вечер кај Камени мост во центарот на Скопје ќе продолжиме со нашето проповедање, значи кај Камени мост. Поздрав и благослов Божи, Бог со сите кои го любат Господ. Та чао лев!